Ако за време на НОП, Прилеп, градот Херој, градот Првоборец беше појдовна станица за да се дигне гласот на народот против окупаторските, асимилаторски политики на фашистите, синоќа истиот тој град во еден сегашен октомври беше центарот на државава во кој СДСМ се обиде преку нов востанички митинг да го дигне на револуција, истиот тој народ кој не така одамна осети една политика од која градот беше фрлен на колена и чии последици се уште ги чувствува. Ова всушност е парафразираната суштина на коментарите на поголемиот број прилепчани кои во изминатите 10 дена не стивнуваа, откако беше најавен така наречениот востанички митинг на СДСМ по повод празникот 11 октомври. Ова особено вчера, откако реката од автобуси заедно со дождот започна да се слива во градот под Марковите кули. Со близу 200 автобуси од речиси сите градови на државава, македонските социјалдемократи, начело со целото раководство, пристигнаа на плоштадот Методиј Андонов Ченто. Еуфорична атмосфера во која одговорницата, првиот социјалдемократ Бранко Црвенковски, порача дека токму од востанички Прилеп ќе започне пишувањето на новата македонска историја, во која токму тој ќе го има клучното место, бидејќи како што рече, иако многумина посакувале, сепак тој во никој случај нема намера да се повлече од македонската политичка сцена. И вечерва, драги пријатели, и вечерва се ќе почне од ова исто место. И тогаш и денес борба за достоинствен живот. Тогаш борба за своја држава, денес борба за спас на државата. Јас, Бранко Црвенковски, не се повлекувам ниту од СДСМ, ниту од политика, додека оваа работа што заедно со вас ја почнав, не ја завршиме целосно. Напоредно со митингот, кој по многу нешта наликуваше на оние политичките од предизборните периоди, но не и на празничен, и на кој беа дадени бројни ветувања, но не и решенија, за тоа како треба да изгледа утрешната Македонија, резигнираните прилепчани ги натера да се присетат на предилницата Билјана, на ватарата Билјана, на предпријатието Пелагонија Транспорт, на Партизан, на Агро Мариово Витолиште, кои престанаа да работат уште во 90-тите години, а по 2000-тата отидоа и во стечај, при што армијата работници останаа на улица. Митингот на прилепчани како да им ги врати болните сеќавања и на случувањата во Тутунскиот комбинат, во Политекс, во Микрон и во повеќе други фабрики. Синоќешниот митинг на СДСМ во Прилеп, ден потоа, повторно го наметнува прашањето до кога политичарите ќе ги користат националните празници за меѓусебен мегдан и покажување надмојк над обичниот човек.